Надлежните треба што поскоро да истражат и да одговорат кој направи пропусти за да се случи трагедијата на градилиштето во Кисела Вода. Обвинителството треба да ја обезбеди неопходната документација за издавање на одобрението за градење, при што во случајов особено битни се елаборатот за ископ на јама, како и елаборатот за заштита при работа. Дали надлежниот обвинител ги повикал инвеститорот и изведувачот и ја побарал документацијата, засега останува непознато. Од јавното обвинителство немаат што ново да додадат, освен она што веќе го соопштија, дека постапуваат и телото на загинатиот градежник е дадено на обдукција и на терен идентична слика, мирно и тивко, без ленти за обезбедување, медиумски екипи и гужва од љубопитни граѓани. По повеќе од 24 часа од трагедијата во општина Кисела Вода на градилиштето, каде загина градежен работник, е мирно и тивко. Соседите и жителите околу градилиштето не сакаат да зборуваат пред камера, но зад камерата се сомневаат во документацијата и елаборатот за ископ и обезбедување на јама. Молку од изведувачот, компанијата Јакимовски доел. Од нивната веб страна може да се видат два проекти, едниот е во Кисела Вода, а другиот во Скопски аеродром. На телефонскиот број оставен за контакт никој не се јавува. Досега ниту еден од оваа компанија не даде никакви информации околу дозволата, документацијата и дали се работело согласно прописите за безбедност. Додека најсегнатите молчат, градоначалничката на општина Кисела Вода и вице-премиерот Александар Николовски ги повика институциите брзо да постапат и да се расветли случајот до крај. Во објава на социјалните мрежи, градоначалничката Бети Стаменковска-Трајковска упатува искрено сочувство до семејството и најблиските на починатиот. Нагласува дека општината соработува со службите за целосно утврдување на околностите поврзани со насреќата. Општината целосно соработува со институциите и ќе постапи согласно сите наоди и препораки. Општината е отворена за дискусија во рамки на институциите. Ќе продолжиме транспарентно да ја информираме јавноста за сите релевантни информации веднаш штом тие ќе бидат официјално потврдени. И вице-премиерот Николовски ги повика надлежните институции час поскоро да го разрешат случајот и сите оние кои треба да одговараат да сносат одговорност. И повикувам надлежните институции час поскоро да го разрешат случајот и сите оние кои што треба да преземат одговорност да преземат одговорност. Според информациите, на терен излегле трудовиот и градежниот инспекторат. Објектот се гради врз основа на одобрение издадено на 4 март годинава од општина Кисела Вода, кое е станало правосилно на 9 март. Инвеститорот е компанијата NAR Investment, основана во ноември 2025, чиј собственик е поранешниот градоначалник на аеродром Ивица Коневски. Тој изјави дека одговорите за несреќата треба да ги даде изведувачот и фирмата која го вршила надзорот. Трагедијата во која животот го загуби 34 годишен работник, а 4 беа повредени, повторно го отвори прашањето колку во Македонија се почитуваат и применуваат прописите за безбедност при работа.